Добар ден. Ви благодарам што денеска ја следевте ова важна дискусија, посебно пост-ковид, кој ја следеше енергетската и економската криза. И секако не смееме да забравиме на војната која што се одвива во нашиот континент. Сето ова влијае на продлабочување на јазот на ранливите групи. Со овој проблем се соочуваме не само ние, туку и сите земји во светот. Денеска е јасно дека доколку во време на последниве 3 години владата не ги спроведеше мерките кои ги спроведовме за заштита на стандардот на најранливите групи, потоа и зачување на работните места, денеска ќе имавме многу полоша слика од таа кој што беше презентирана. Социјалдемократските политики ги заштитија и ќе продолжат да го штитат стандардот и да ја подобруваат благосостојбото. Секако, тие политики не можат да влијаат на надворешните фактори. Ваквите студии се добри за креирање на политики базирани на докази и тоа и ќе продолжиме да го правиме. Постојано велам дека системските решења се нужни за стабилност и предвидлив развој, но и едновремено ги заштитуваат најранливите. Оние чии права и најлесно се повредени во време на кризи или политички превирања. Ние донесовме такви системски решења, тоа е носењето на минималната плата и методологијата за пресметка на пензиите. Оваа категорија на граѓани, како никогаш од независноста, сега е заштитени од ваквите системски решења и од политичките појави кои што ги гледавме во минатото. И затоа оваа влада покажала дека се грижи подеднакво за сите и така ќе се продолжи. Благодарам.